Ево како што напомена и ти, денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс, во кој што загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. На агендата за денешното рочиште се тројца сведоци на предлог на обвинителството. Поточно станува збор за 3 лица кои што биле вработени во општината. Конкретни детали од денешното рочиште се уште немаме, бидејќи се уште во моментов трае сведочењето на првиот вработен во општината. Станува збор за вработен уште во 2002 година. Во моментов се уште јавниот обвинител му поставува прашање од оно што можев досега да го забележам. Сите прашања се однесуваат на периодот во 2012 година, практично во периодот кога објектот се пренаменувал од продавница за теписи во дискотека или кабаре. Главно неговите прашања беа насочени кон тоа зошто никој нема извршено, односно поттикнато инспекцијски надзор токму во овој период за да биде утврдено дали се исполнуваат условите откако практично оваа продавница за теписи преминува во дискотека. Дополнително одбраната утрова на обвинетите се изјасни дека не го прифаќа повлекувањето на дел од сведоците на обвинителството. За потсетување, обвинителството на минатото рочиште на сите обвинети на Пулс им го достави списокот со сведоци за кои предлага да бидат повлечени од постапката. Одбраната бараше дополнителни 6 мина практично од оваа листа да бидат вратени и да сведочат, бидејќи како што кажа, токму тие можеле да посведочат дека дел од обвинетите таа вечер спасувале лица. На ова јавниот обвинител каже дека дури да има сведоштва дека обвинетите спасувале лица заглавени во дискотеката Кобната вечер, тоа не го негира или пак побива фактот дека токму нивното неправилно работење на дел од осомничените е причина за фаталниот исход на несреќата. Александар, ние остануваме овде, очекуваме уште 20, како што напомена, вработени во општина Кочани да посведочат и да раскажат што се случувало таа вечер, да одговорат на прашањата на јавното обвинителство, па целосен извештај најавуваме за вестите за во 16 часот. Да, Габи, ке те очекуваме во попладневните изданија. Беше тоа